Кардиохирургијата за деца се подигнува на уште повисоко ниво. Во разговор помеѓу председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски и министерот за здравство Никола Тодоров за време на посетата на Струмичката болница беше соопштено дека државната неонатална кардиохирургија ќе биде сместена во болницата за детски болести Козле. Во Козле неодамна беше пуштен новиот објект кој ги запазува невисоките стандарди. Се сеќавате во Козле дека правевме операциони сали? Да. Тие, таа како зграда е готова, сега треба да се прават операционите сали. Па идејата е таму да биде сместена. Аха, таму да биде неонатална. Таму не е идејата. Тогаш имаше дилеми, се сеќам, дали таму или во центарот на комплекс клиники Мајка Тереза. Да. Но значи дефинитивно се одлучи за во Козле операционите сали. Козле тоа ќе биде центар со сите нишани. Значи покрај интернистички перфектен дел, ќе има и хируршки дел. Затоа што таму неонатална кардиохирургија ќе се работи еднаш во текот на неделата, некогаш 2 пати, некогаш 3 пати, ама после може 3 недели да нема. Во тие 3 недели редовна хирургија. Редовна хирургија, да. А државната кардиохирургија си течи добро, да, се развива, функционира со полн капацитет. Тим на експерти многу успешно врши оперативни зафати на деца со вродени срцеви мани или срцеви заболувања. Раководител на проектот и главен ментор е признатиот кардиохирург Вилијам Билновик, кој во САД беше прогласен за најдобар неонатален кардиохирург. Домашниот кадар успешно се вклопува и дури 50% од операциите самостојно ги извршуваат од почетната до крајната фаза. Почнавме еден проект со неонатална кардиохирургија, тој си течи така? Одлично тече. Тој тече одлично. Со американски доктори беше. Со Билновик, докторот што оперира во Македонија, прогласен за најдобар неонатален кардиохирург во Америка. Лично председател од мојот град. Да, го запознав. Тој е перфектен и одлично ги учи нашите. Одлично, значи го пренесува целото знаење. Мислам дека за година и повеќе треба нашите да станат и самостојно. Нашите самостојно работат и сега. Ама над 50% од операциите сами ги работат комплетно од отварање до затварање. Во болницата во Козле е изграден комплетно нов објект, но многу се вложува и во едукацијата на персоналот преку проектот за размена на медицински знаења и обука на медицински персонал. Персоналот стекнува вештини во најдобрата европска детска клиника, италијанската болница Бамбино Джезо. Персоналот во Козле го едуцираме во најголем дел во Бамбино Джезо. Се сеќавате, мислам дека бевте таму вие. Бамбино Джезо е во Ватикан болница, една од најдобри педиатриски болници во Европа. И кадарот од Козле, 17% од кадарот во Козле е пратен едукација. Тоа е огромен. Вака генерално се исплатеше што оде по многу болници низ Европа и Америка. Да. Многу врати се отворија. Многу врати се отворија, многу лекари, медицински сестри, друг болнички персонал отидува на обуки. И народот има корист од тоа. Болницата Козле прераснува и во регионален центар за видеобронхоскопија. Паралелно со ова се продолжува и со развивање на проектот за државна кардиохирургија.